Ксеноестроген го има секаде, во храната, во козметиката, во пластичниот прибор за јадење. Не е биоразградлив, се таложи во нашето тело и така се зголемува ризикот од низа здравствени состојби, како што е рак, неплодност, а кај децата може да е причинител за предвремено започнување на пубертетот. Оној естроген што го имаме во нашето тело е нашиот ендоген, се она што внесуваме од надвор се нарекува ксеноестроген. Едни од најпознатите ксеноестрогени кои што мислам дека веројатно сите ги имаат слушнато се фитоестрогените. Фитоестрогените кои што стануваат се популарни, се најмногу застапени конкретно во сојата. Ксеноестрогените, односно естрогенот кој што го внесуваме од надвор, го внесуваме во многу поголема количина него што сме свесни, затоа што е застапен практично секаде. Во храната, во пестицидите, па дури и во козметиката, дури и во опаковките на храната кои што се од пластика, значи практично ние сме во секојдневна комуникација со ксеноестрогени. Ксеноестрогените се подгрупа на хемиски состојки кои што се нарекуваат ендокрини пореметувачи. Како такви, тие нарушуваат функцијата на нашите природни хормони и со тоа доведуваат до трајни последици по нашето здравје. Овие ксеноестрогени не се биоразградливи. Тоа значи дека тие се повеќе и повеќе се таложат во нашето тело. Нашето тело, обидувајќи се да се справи, ги складира во масните клетки. Како ендокрини пореметувачи, тие менуваат целата физиологија, а со тоа неминовно и самиот развој на човековото тело. Се смета дека тие се едни од причинителите за драстичните промени во почетокот на пубертетот кај децата. Педиатрите кај нас може да потврдат дека тоа веќе одамна е пракса. Со таа доминација на естрогенот, кај девојчињата нели е логично доминира, се јавуваат порано некои промени, додека кај момчињата нели се супримираат тестостеронските промени. Така да дефинитивно сте во право, тоа е една од работите кои што не плашат. Ксеноестрогените ги има секаде и како такви, тие представуваат еден невидлив непријател со кој што нашата борба допрва започнува. Ги има практично во се, меѓутоа најмногу секако во процесирана храна, во пестицидите кои што ги јадеме, треба да сме свесни за козметиката што ја купуваме, например парабените, ги има практично во речиси секој втор козметички производ, а тоа е ксеноестроген. Пестицидите, значи ако јадеме овошје зеленчук, да се извади лушпата, доколку не може да се земе органска храна. Да се јаде што помалку преработена храна, да внимаваме. Во последно време е мода да се пие вода од пластично шише. Пластиката исто така има ксеноестрогени. Во пластичните фолии за храна, во многу луѓе се пластичните садови што ги загреваат во микробранови. Европската агенција за хемикали уште во 2017 година едногласно гласаше дека бисфенол А, кој се користи за изработка на одредени видови пластика, има влијание на хормоните и може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Ова, како што е наведено, предизвикува еднаква загриженост за карциногени состојби, мутации и неплодност.